Се соочуваме со децениски проблем, не е едногодишен, не е двогодишен, туку децениски. Мене нај што сум заинтересирана е апелот на нашите сограѓани кои живеат во околните згради поради неможност да отворат прозорци, неможност да излуфтираат, неможност да излезат во своите дворови. Велат дека тука не се живее и дека често пати размислуваат и да си ги продадат становите. Не може Куманово да биде заложник на група граѓани. Ова се група на граѓани кои профитираат од смет со депонирање на смет тука, нелегално депонирање. Од инспекција за животна средина имам сознание дека станува збор за некој сив там, за некој зелен там, значи се знаат сторителите, меѓутоа никако не може да се дојде до нив. Најчесто кога се пријавува до СВР се вели дека такви регистарски таблички не постојат, значи кога пријавуваме до животна средина велат дека сторителите кога го палат или кога фрлат отпад најчесто не се на терен, местното население не се работува, не се издаваат, не си ги кажуваат имињата. Сите ги знаат, ама никој ништо не може да не презема или вели дека не е нивна надлежност. Зборував со инспекторот за животна средина Бобан Бојковски, кажува дека тие до 4 сата работаат, дека комуналните редари најчесто се на терен, гледаат сторители, меѓутоа и кога ги легитимират, најчесто се тоа социјални случаи кои не подлежат на глоби. Најчесто се тоа луѓе кои па и не сакат да се легитимираат и мора да има една акција заедно со СВР. Јас предлагам заедно и со советници, затоа што имаме советници од ромска националност и од опозиција, разговор со местното население. Можеби ова е проблем што треба да се реши посуптилно во разговор со населението, со невладините организации, да видиме кај е навистина проблемот. Јас не верувам дека во ова време има човек што не може да се вработи и кој мора да живее од отпад. Овдека е селектирано, овдека има отпад од градежен смет до мебел, до обичен смет, значи се живо и диво се фрла тука. И тоа не е смет само на ова население кое живее овдека, туку е смет на цело Куманово. Најчесто ние, затоа што сме многу хумани луѓе, па своите износени алишта, својот дотрајан мебел го даваме на социјално загрозени категории на личности. Тие нормално што им треба им ќе си го задржат, што не треба тука го офрлат. Значи тука може да се види од гума до кревет до градежен смет. Многу е битно да се тргнат од сообраќај оние возила кои што се мотокултиватори, кои немат ни регистарска табличка, возила кои веќе се препознаени дека донасат тука нелегално смет. Значи тоа се поединци кои прават голем неред во Куманово. Во секој случај децениски проблем кој треба суштински да се реши во соработка со чистота. Можеби треба да видиме горе меѓу населението дали доволно има садови за отпад, што се случува, кога се собира ѓубрето, значи да видиме и предлагам дека тоа ќе биде една заедничка акција со сектор за превенција. Претпоставам дека ќе бидат тие што ќе влезат во пресрет на една ваква екипа, советниците од Советна општина Куманово, јавното предпријатие Чистота и зеленило, инспекцијата, да одиме невладините организации, затоа што тие најубаво знаат што се случува во местното население. Мислам дека овој проблем мора некако да се реши. Ако ја префрлаат топката од еден на друг, тогаш ништо не се прави како што до сега не се правило. Инспекцијата вели СВР не асистира и кога асистира неможност да се фатат сторителите на лице место. СВР вели не е тоа наша работа, населението се гуши, некои луѓе овдека профитираат, а може да земат да работат регуларна работа, значи суштински да се действува и да се најде излез од овој проблем. Вакво собирање на смет представува трошок. Бев горе со луѓето што работат во Штрабак, велат дека од местното население, особено од децата, не може да се извршуваат секојдневната обврска и работа и дека постојано се на штрек некоја несреќа да не се случи. Значи апелирам до населението да биде внимателно затоа што горе се прават градежни работи со тешка механизација. Немој потоа да излезе дека овие луѓе што работат на терен не внимавале доволно.